Благодарам, почитувам председавач со комисијата. Идејата е добро да има советници што повеќе за земјоделците да добијат квалитетни совети. Меѓутоа, од самото експозе на представникот на владата не разбравме кој ќе ги финансира тие советници. Ако го погледнете законот, тука нема фискални импликации и сето ова укажува на тоа дека тие ќе се организираат приватно. Дали е тоа решението, не слушнавме од предлагачот на законот. Уште повеќе, ако знаеме состојбата во земјоделието, испразнети села, промашен систем на субвенционирање, безидејност, немање на откуп, немање на простор за складирање на земјоделски производи. Многу работи се проблематични. Ворете да најдеме совети како земјоделците да ги поминат овие работи. Меѓутоа, прво и основно, треба владата да се советува како ќе оди понатаму во секторот земјоделие. Тоа е прво и основно. Значи, владата да го развие концептот на земјоделство. Вака земјоделците лутат и се оставени сами на себе да се сногиат како што сакат. Ако мислите дека некој приватен ќе дава услуги советодавни, без тоа да е подкрепено од државата, тогаш тоа е на ниво на утопизам. Меѓутоа, во законското решение немате фискални импликации. Значи, државата целиот овој проект ќе го поддржи со 0 денари. Во законот, прочитајте си го законот, немате импликации финансиски. Како мислите ова да функционира? Ова е основното базично прашање да ги го расчистиме пред да збориме било што во понатамошниот контекст на законот. Во моментот точно е, само Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделие врши такви услуги, меѓутоа, ако не обезбедите финансиски средства и ако не обезбедите институционална мрежа, како ова ќе функционира покрај законската регулатива, да најдете финансии ова да профункционира, земјоделците да добијат реален совет, ова е само утопизам и хартија пред изборен маркетинг. Или во спротивно треба да одговорите барем на овие прашања, за да може воопшто да се развие дебата. Иначе со фискални импликации 0, ова нема да заживее. Благодарам.